Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Ниту една партија во светот за време на пандемија не се однесува толку неодговорно, деструктивно и опасно по здравје, како што тоа го прави ВМРО-ДПМНЕ. Од почетокот на пандемијата, ВМРО-ДПМНЕ одмага и ја подкопува борбата против COVID-19. ВМРО-ДПМНЕ и Христијан Мицкоски лажеа дека немало доволно тестови за коронавирусот, лажеа дека наводно Министерството за здравство не ги контролирало кластерите низ државата. Лажеа дека немало никакви протоколи за лечење на пациенти заболени од COVID-19, па дури велеа дека нестручни лекари ги третирале пациентите. И сите овие лаги, конструкции и манипулации ВМРО-ДПМНЕ ги ширеше додека нивните луѓе ги кршеа мерките за заштита на чело со Христијан Мицкоски, кој затвараше кафани за време на пандемија, а нивниот министер за внатрешни работи во преодната влада, Наќе Чулев, со цел да се додвори на граѓаните, велеше дека нема да казнува за неносење заштитни маски, со што го доведуваше во опасност јавното здравје. ВМРО-ДПМНЕ почитувани никогаш не ги повика граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19. За нив COVID-19, за жал, е само уште една политичка алатка која што ја користат по потреба, со цел печалење политички поени. Во вирусот, ВМРО-ДПМНЕ препозна сојузник кој им служи за политичко профитирање. Денеска ВМРО-ДПМНЕ почитувани протестира пред Министерството за здравство, кој во изминатиот период основната плата на лекарите специјалисти ја зголеми за 40%, на медицинските сестри помеѓу 20 и 23%, на општите лекари за 25%, а на здравствените соработници за 15%. Ги зголеми капитациите на матичните лекари, стоматолози и гинеколози. Ја реновираше најстарата зграда на интерни клиники после 70 години. Го реши најгорливиот проблем на клиничкиот центар со најголем неред, а денес е со средени влезови и излези од комплексот. ВМРО-ДПМНЕ и Мицкоски се против реконструкции на болници, против изградба на нов клинички центар. ВМРО-ДПМНЕ протестира против Министерството, кое го укина паралелниот увоз на лекови и ги укина квотите за лекови на рецепт, со што денес лековите се достапни за граѓаните секој ден во месецот. Очигледна е почитувани разликата додека ВМРО-ДПМНЕ е на страната на вирусот, владата и институциите предводени од СДСМ се грижат за јавното здравје и го унапредуваат здравствениот систем. ВМРО-ДПМНЕ, наместо да прави шоу со неосновани протести, конечно е време да почнат да се однесуваат одговорно кон граѓаните. Наместо пред Министерството за здравство, пратениците на ВМРО-ДПМНЕ да влезат во собранието и да се донесат законите за финансиска помош за погодените граѓани од кризата кои се борат за екзистенција секојдневно. Ви благодарам.